26-годишниот Даниел Костов од Спанчево им подлегна на повредите откако по расправијата со 40-годишниот ГН од истото село добил удар со метални клешти во пределот на главата. Со тоа, само за една недела, две расправи во општина Чешиново Облешево добија трагична завршница. Настанот се случил во понеделникот претпладне, откако банална кавга меѓу двајцата соселани заврши со тешка телесна повреда, поради која лекарите во Кочанската болница го испратија Костов на лекување во Клиничката болница во Скопје. 2 дена по настанот, неговата здравствена состојба се влошила и тој починал. Членовите на поблиското семејство беа потресени од веста што пристигнала од Скопје и револтирано бараа соодветни мерки против лицето кое ја предизвикало смртта. Бараме да се затвори притвор додека биде судењето, да не го гледаме дома. Ути он вчера народ доваѓат кај нас у куќата моја на пола саат, а он се искарува ѓубре. Тоа е срамота за цела јавност и за државата. А он се шета слободен граѓани. Викат дека бил на домашен притвор, а вчера беше се слободен си беше, слободен се шета. Ние синоќ пријем полиција да дојде и гледам тука сега со полициско возило го чуват, дома го чуват. Не е, значи уште не е затворен, а брат ми е починен. Костов бил нападнат на улица во Спанчево и според очевидци бил удрен 2 пати, еднаш во грбот, а потоа и во главата. Бил женет и татко на едно малолетно дете. Нели го биде грех за детето, не знам, нема што да кажем. Нема што да кажем, не знам, немам зборови, тај што го утопал, тај треба да леже по затвори. Маш ми да гнија, тај да биде на слобода, тоа нема смисла. Според информациите од Клиничката болница во Скопје, телото на починатиот Даниел Костов било предадено на обдукција. Утрово пред куќата на напаѓачот имаше полициско обезбедување, а од јавното обвинителство рекоа дека ќе бидат преземени соодветни законски мерки против него, затоа што станувало збор за кривично дело нанесување тешки телесни повреди со смртни последици.